Одберете неограничен веб хостинг пакет од Zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Гледате епизода 60 од Next Gen Podcast. Пред да почнеме, на мојот денешен гостин не му соопштив дека ова ни е на некој начин јубилејна епизода. Честит. Да, 60-та поред. Така што имам за чест во оваа 60-та да го гостам мојот гостин, да го представам на вас. Станува збор за Дарко Саздов. Сега ова ќе морам да си помогнам Дарко малце. Експерт од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување или попознато како МАПАС. Дарко, здраво, како си? Ме замоли да бидеме на ти пред почетокот, така што ќе го испочитувам тоа. Да, благодарам и на поканата. Се разбира дека таков е концептот, најдобро е кога има непосреден контакт и се разбира да преминеме на ти, бидејќи се надевам да што поблиску да им ја прикажеме и да им ја покажеме темата за пензиско осигурување на јавноста и на гледачите. Особено мислам дека на младите, нели самиот назив на нашиот, на мојот подкаст кој го водам е Next Gen, нели новата генерација, и сега не знам колку си запознан Дарко, ама во мојата генерација има некој не знам, одбивност некоја спрема пензија не е некоја тема која често се дискутира и најчесто ставот е ма каква пензија, тоа нема да постои, ние дури сме пензија, нели јас имам сега 25 наполнив минатата недела, каква пензија и слично, нели нема некој позитивен став општо спрема тоа. Ќе отвориме зошто е тоа така. Како гледаш ти на тоа? Па, знаеш, такви заблуди за пензиското осигурување постојат повеќе. Знаеш, често ќе слушнете во јавност, јас нема да доживеам пензија, има или тоа е најцрното. Тоа е најцрното, да. Или второто е она, па позитивното е, јас не треба воопшто ништо да се грижам. Има институции кои се грижат и јас сигурно ќе земам пензија без разлика на што се случува во земјата. И токму и оваа што кажувате дека што има јас се грижам, ќе има таа едноставно недоверба што се создава кај јавноста. Сепак има неколку причини, фактори кои веројатно јавноста ги перцепира за да добие таков впечаток. Така тука се веројатно она сваќањето што го има за пензиското осигурување се некои демографски фактори, дека старење на населението, потоа стапката на фертилитет што се појавува како еден од факторите како ризици за пензискиот систем, за грижата, дека за идното активно население што ќе придонесе за подобар пензиски систем. Факторите за имиграција во последен период. Имаме посебно информации за голем одлив на кадри кои е високо едуцирани и квалификуван кадар кој заминува од земјата. Тука неоспорно секако се и други фактори од аспект на тоа што посебно економската сигурност што постои. Ме разбирате, тука има фактори од аспект на тоа што многу флуктуации на пазарите, посебно на пазарите, финансиските пазари, една информација влијае на сите пазари и дури и на локално и на глобално ниво влијаат на ситуацијата на средствата на пензиските фондови. После непосредно младите сега се соочуваат и со ситуации кога има и голема флуктуација и флексибилност со работните места. Сега во непосредно период се соочуваме со нови флексибилни договори за работа, како фриленсери кои работат на одредени проекти и на хонорари, како и на оние веќе те глобални компании кои користат економски номади, посебно во дигиталниот, финансискиот сектор и посебно образовниот. Веќе се соочуваме дека кадри можат да работат и во училишта или во дигитални компании на различни
места во земјата. Така што тие некои фактори кои влијаат на пензискиот систем создаваат чувства за едноставно тие да се создаваат тие заблуди за пензискиот систем кои сепак од друга страна па мораме да кажеме дека постои висока свесност па кај од другата страна, од кај страната на законодавецот и од кај страната на извршната власт. Постои висока свесност и на локално и на глобално ниво. Темата за пензиско осигурување е една од највисоко рангираните теми кои институциите и посебно меѓународните институции како Светска банка, посебно ММФ и Европската комисија се грижат да има едноставно пензиско осигурување за секоја единка што живее во одредени територии. Така што сепак покрај сите овие едноставно недоверби кон пензискиот систем се создадени од ваквиве информации. Но пак ќе кажам дека оваквите информации секој мора индивидуално да ги перципира. Едноставно секој индивидуално мора да биде свесен барем во својата средина, во својата земја, да знае за каков пензиски систем постои во неговата држава, дали е член во пензискиот систем, какви се правата, обврските од членувањето, каква е одговорноста, колку може секој да придонесе да се намали ризикот од сиромаштија во старост, например. Дали тоа се теми што доста и малце некако се зборат и за тоа баш те викнав денес, бидејќи секој сам да отворам некоја тема што е скроз X, нели наводно сега сите знаеме, често дискутираме такви теми, нели знам што е пензија, а у суштина еве и кога зборевме приватно, реално немам појма. Иако сум вработен, мислам доста имам веќе речи 4 години работен стаж и слично, и сега не знам колку се едуцирани луѓето, можеби тоа е лично до мене, нели сега да не стам на сите епитета, ама верувам дека доста малце сме едуцирани на таа тема. Општо, нели пензијата е ставена како некој фактор на среќа, дали ќе се деси, дали нема се деси, а во суштина има некоја друга намена самата пензија по себе, зашто е измислена, нели? И може тоа да се надоврзеш. Не, апсолутно си во право, ама тоа не е само кај нас, знаеш. Тоа ме интересираше за глобално моќ да збориме околу проценти, околу статистики, да, како стојат тие работи? Статистиките покажаат дека луѓето малку се интересираат за пензиско осигурување многу порано пред. Ние имаме статистика дека тие луѓето се грижат за пензиско осигурување, ама непосредно кога ќе биде непосредно кога ќе ги исполнува условите за пензионирање. Ние како агенција идентификуваме неколку фази на, знаеш, не можеш да генерализираш по како да речам по генерации или по возрасти на население. Идентификуваме неколку групи на како да кажам, на население кои треба да ги фокусираме нашето внимание околу тоа колку се запознаени или не се запознаени. Така што веќе имаме, например, конкретно за капитално финансирано пензиско осигурување, потенцијални идни членови во капитално финансирано ни се учениците до средно училиште. Знаете, кај нас задолжително е основното и средното образование, ама веднаш после средното образование можат да влезат на пазарот на труд. Така што тие ни се една фокус група. После фокус група имате луѓе што се на факултет кои веќе и почнуваат да работат додека студираат. И веќе ги имаме како што и претходно кажавме, работат на проекти, работат на како различни модели што ги има на пазарот на труд што се вклучуваат. И секако тие што веќе завршиле факултет и почнуваат со работни. И се идентификувате неколку начини. Тука има дали финансиски или пензиски информиран, дали ги знае основните поими какво постојат у пензиското осигурување, дали знаат дека во Македонија има тростолбен пензиски систем, дали знаат кои се придобивките од едно во друго. После покрај
пензиска писменост, имате пензиска информираност. Дали ги знаат дека имаат средства на индивидуална сметка во капитално финансирано пензиско осигурување? Дали знаат кои им се правата од учеството во првиот столб, каде што е генерацијска солидарност, дека тековните работници придонесуваат за исплата на тековните пензионери? Потоа дали ги знаат кои се нивните права, обврски во членувањето во вториот столб, дека има можности да се трансферираат од едно пензиско друштво од друго. И таа е некоја пензиска писменост, идеме на највисокото ниво, односно пензиска свесност, колку секоја индивидуа придонесува, активно учествува во пензиското осигурување. Дали знае дека има покрај пензиска индивидуална сметка, да ја следи, како ја следи, дали таа се оплодува, дали е свесна за приносот што се остварува на пензиското осигурување. Бидејќи за младите е многу интересно што ова е капитално финансирано. Фокусот е на капиталот. Секој индивидуално врз основа на своите средства придонесува за растот на неговата индивидуална сметка. И она што е во оваа група на свесност, дали знае дека има и дополнителен трет столб, доброволно, каде што може покрај ова што е задолжително, да се вклучи доброволно, да се придонесува за иднината, да има поголеми средства за иднината. Тоа е некоја свесност која треба да ја негуваме уште од првото вработување. Знаете, многу е вредноста на парите е различна ако вие ги уплативте пред 25 години или сега после 20 години. Ме разберете, до пензионирање. Друго е кога имате 40 години работен стаж да ги уплаќате тие средства и да се оплодуваат, отколку после да ви текне после 20 години дека да видите дека требаше 10-20 години да уплаќате до пензија. Така што пресметките покажуваат дека што порано со помал износ може да постигнете одредена посакувана вредност, отколку после, со секое закаснување после тоа, например, непосредно, или вие мора со многу повеќе средства да партиципирате за да добиете посакуваната пензија, што би била некоја што никој не ја знае, што би му била потребна за пензиско осигурување. Секој имаме од нас различни желби, различни мотиви за Сега фативте доста теми и сега сакам да почнам базично, значи да ги објасниме. Нели спомнавме ти во излагањето спомна речиси голем дел од работите што ќе ги избориме, а сега сакам да ги почнеме темелно една по една. Значи нашиот пензиски систем во Македонија е составен од 3 столбови. Да. Тоа верувам дека поголем дел го знаете, но ќе се обраќаме како некој што ништо не знае да ги поставиме најбазично работите. Значи имаме прв столб, втор столб и трет столб. Да. Јас колку што сум упатен, вие како МАПА сте задолжени за надзор на вториот и на третиот столб. Сега ајде првото прашање ќе биде. Ајде да ги рашлениме прв, втор, трет столб. Која е разликата меѓу тие 3 столбови, на кој начин функционираат? Добро. Вака, одлично, значи ќе се обидам едноставно да го разглобам пензискиот систем. Да. Значи во Македонија, почнувајќи од 2002, како што кажав, со законската регулатива, до тогаш, значи тој период во бивша Југославија кога била формирана и државата, и после тоа во периодот на транзицијата, на распадот до 2002, кој имавме тој само едностолбен пензиски столб, односно столб кој се темели на принципот на генерацијска солидарност, односно тековните вработени уплаќаа за тековните пензионери. И тој фонд продолжува се до денешен ден да си функционира. И тоа е првиот столб кој е врз основа на принципот на дефинирани пензии. Значи тоа најпросто да го објасниме, често нели и првиот столб често доаѓа нели таа заблуда највеќе може и потекне од првиот столб, нели порано како бил замислен, па колку лица треба да изнесуваат нели солидарност спрема едно лице, дека тој коефициент е променет и се, нели тоа е често околу првиот столб, значи најпросто кажам, еве јас како го доживеав, јас ќе ги толкувам после сите работи за да може некоја се поистовети. Значи тоа е најпросто, ние сите што сме вработени, делот што го уплаќаме,
автоматски нели оди за делот за исплаќање пензии сега. Ние автоматски некако баш као солидарност, нели зборот самиот што објаснува. Значи самиот проток на пари, таму нема никаква акумулација на капитал и ништо друго, тоа е чист проток на пари, трансакција. Така е. Значи, тоа е првиот пензиски столб. Точно. Од вашата пензија, од вашата плата што ја уплаќате, од брутото плата, 18,8% што се одвојува за пензиско осигурување, 12,8% оди во овој прв столб. 12,8. 12,8. Е солидарниот фонд. Значи ова е моментална ситуација. Претходно биле други проценти, но сега за секојна генерација на луѓе и сега што се работат, претходно биле помали или поголеми? Поголеми беа претходно, беше 21. Кога почна системот и кога беше формирано капитално финансирано, беше 21,2. И 1/3 остануваше за вториот столб, а 2/3 за првиот столб. Така што негде различен процент на придонесе, значи негде 14% за првиот столб, со 7% за вториот столб, но сега е друга ситуацијата. Сега имаме 12,8 одат во првиот столб и со тие пари се исплаќаат моментално тековните пензионери. И 6% оди на индивидуална сметка во вториот пензиски столб. Значи сега доаѓаме до на вториот пензиски столб, кој втор и трет, за да ги комплетирам, бидејќи се темелат на иста дефиниција. Принципот на функционирање на двата е врз основа на дефинирани придонеси, што се уплаќаат на индивидуална сметка. Значи, да ги направиме разликите помеѓу дефинирани пензии во првиот столб, значи вие знаете однапред дефинираната пензија која ќе ви биде врз основа на просечните плати што ги примате и врз основа на одредена заменска стапка која во периодот на работа сте оствариле. И за тоа тој се вика генерацијска солидарност и вие дефинираните пензии однапред ќе знаете отприлика колку ќе ви биде пензијата. За разлика од него, овдека е врз основа на дефинирани придонеси. Што тоа значи? Вашата пензија од вториот зависи од придонесот, колку порано и колку повеќе се уплаќа во вториот столб, толку и вашата пензија во иднина ќе биде поголема. Така што секогаш кажувате колку порано и колку повеќе, значи и вториот столб доаѓа автоматски така со вработувањето, со вработувањето. Така. Законски 6% оди. И сега на што може да се регулираат тие две работи? Со првот автоматски влагате во вториот столб, али што може да се подобри е тоа што надоградбата на секој од нас индивидуално, како напредува во кариерата, како му се зголемува платата. Најпросто како се зголемува платата, така и тие 6% како 6% се зголемуваат, повеќе пари се оплодуваат. Затоа и идејата преку капиталот вие да инвестирате во своето знаење за да придонесете повеќе во својот капитал. Затоа и секој од нас индивидуално е различно амбициозен. Некој сака комфорт, некој сака е амбициозен да оствари повисок капитал за да живее подобро понатаму во иднина. Но она што е различно е она е доброволното. Тука веќе нема задолжително вклучување, тука се отвара третиот столб и тоа што го кажувам дека секој индивидуално може да си реши да се уплаќа дополнително доброволно осигурување врз основа на истите принципи кои ги има и вториот столб на капиталот и тука е неограничено и во однос на износот што се уплаќа и во однос на фреквенцијата. Таму може да уплаќате денес, па за неколку месеци, па нема ограничување како задолжението што е за тоа што е интересно за вториот и третиот столб за младите е тоа што е насочен кон капиталот, се разбира. Сите сакаме кога гледаме капитал како се оплодува и како се инвестира. Тоа е интересно, тоа што сега во вториот и третиот столб сме во фаза на акумулација на средствата. И тоа е многу интересно и тоа што се интересираат младите посебно, значи ги гледаат уплатите и како тие се инвестираат во вториот и третиот столб. Значи има одредена портфолија врз основа на кои тие средства се инвестираат и даваат одредени приноси. Различни класи на инструменти. Тука имате со вариабилен принос, како што се акции, удели, со финансиски инструменти, имате со фиксен принос, како што се обврзниците.
моментално најголемата структура е во државни обврзници. И ги имате депозитите како инструмент кој придонесува исто за повисок принос на пензиските фондови. Различна е структурата, например, на вториот и на третиот столб во смисла на акумулација на пари, дали е некој поефикасен, различна методологија користи? Секој има различна стратегија на инвестирање на средствата, така дали што по нешто се разликувате, например, по некоја проста поделба, например, вториот е по можеби по конзервативен за разлика од третиот или некој да не кажам конзервативен, побалансиран. Структурата е горе долу иста во главном во однос на процентите, но бидејќи знаете кога се работи за пензиско осигурување, мора да бидеме многу внимателни во однос на средствата. Мора да биде стабилен пензиски систем. Значи, целта на агенцијата не сме да биде коцка. Не може да биде инвестициски фонд, тој е инвестициски фонд по дефиниција, но инструментите во кои се инвестираат мора да бидат побалансирани во однос на процент на односот на ризик со принос. Така што тука и така е поставена регулативата да биде. Иако вака можеби интересно за јавноста, системот на законската регулатива е поставен за поагресивно портфолио. Но на почетокот на функционирање на системот, ви кажав 2006, ние имавме повисок процент во домашната економија. Тука дозволата за инвестирање во вариабилно во акции на домашната берза беше значајно учеството на пензиските фондови. Но како растеа, и за жал на домашниот пазар на капитал, случувањата, посебно после финансиската криза, повеќе средствата од пензиските фондови повеќе се насочија на странство отколку на домашниот. Инаку законската регулатива дозволува поагресивна инвестиции во вариабилен принос. На домашниот пазар? И на домашниот и на странскиот. Значи, дозволени се 30% од средствата на пензиските фондови и на домашната берза, и 30% на странските берзи. Но имајќи предвид пазарот на капитал моментално што е на македонската берза и ликвидност, опсегот на средства, можеби и до тоа ќе стигнеме колку средства имаме во вториот столб, не може да го издржи домашниот. Како стоат бројките, околу бројките што знаеме, например? Во однос на средства. Втор столб. Па вака сега, значи колку исплаќаме ние за тоа? Во моментално имаме во системот за втор столб имаме моментално членови 626.000 членови. Што е негде околу 620.000 пензионери. 626.000 членови вработени кои се членови во, а тие се па 77% од активното работно население во државата. Останите 20 не се влезени во вториот столб, туку се само членови во првиот столб. Како е тоа? Тие за возрастните членови беше неисплатливо да влезат во вториот столб. Значи, ние постоиме како држава, нели, во континуитет со пензиското осигурување. Не на секој му се исплатеше да влезе во вториот столб, бидејќи периодот до пензионирање не може да се оплодат толку средствата, така што имавме возрастник и категории на вработени кои останаа само во првиот столб. И сега имаме. Че тоа да речеме некој пред 10 години, што е 10 години од сега пред пензија или така нешто од прилика? Да, така нешто од прилика, 10 или пократко 10 години на кој не им беше збориме пред да се воведе 2002, значи што требало да оди во пензија 2005. За сите членови пред 2003, за сите членови што пред 2003 што биле вработени беше на доброволна основа врз основа на пресметки што ги правеше агенцијата, дали на некој член му се исплати да влезе и да не влезе. Така што се уште имаме лица кои биле вработени пред 2003 и кои не им се исплатило да влезе во вториот столб. Така што моментално имаме 70% од активното работно население се членови. И тие имаат моментално 3 милиарди евра во пензиските. Да, овие 626.000 членови имаат околу 3 милиарди евра, веќе постигната бројка од 3 милиарди евра во средства, кои се негде околу 17% од бруто домашниот производ. Така што значаен износ на средства кои се инвестирани и на странските пазари, така што и на дел од стратегиите на друштвата се во
делумно мал износи на домашниот пазар, дел се во депозити и останалите голем процент се во државни обврзници. Кај доброволното е нешто поскромен износот. Тука е потенцијалот за раст кој е негде околу 30. За третиот столб имаме негде околу 35.000 членови и 80 милиони. Само 35.000. 35.000, да. Но во целиот овој период на 20 години има континуиран раст. А кога е воведен третиот столб? Ја спомнавме периодот. Значи третиот столб е после тоа негде 2010 година воведен и третиот столб. Прво почнуваше со вториот столб и после почна заедно да функционираат и третиот столб. Така што и во двата столба имаме континуиран раст на средствата на пензиските фондови. Од тој аспект, тие, како што кажав, во пензиските друштва ги управуваат во капитално финансирано пензиско осигурување и што го прави посигурен овој систем. Што има институции кои се грижат за функционирањето на системот. Значи, средствата кога се уплаќаат од секој работодавач, тие се уплаќаат преку фондот на ПИОМ, преку управата за јавни приходи, управата за јавни приходи ги префрла во фондот на ПИОМ, од фондот на ПИОМ се префрлаат во МАПАС, за делот за 6% за вториот столб. И тие средства, зависно од тоа кој каде е член, во кој пензиско друштво е член, врз основа на пондер членовите се распределуваат во едно од пензиските друштва. И секој од членовите има индивидуална сметка во одреден пензиски фонд, а грижата покрај агенцијата, тие средства се дополнително осигурени што се кај банките чувари на имот, како дополнителна институција која се грижи за средствата на пензиските фондови. Овие портфолија на пензиските фондови се на осигурани на некој начин. Како се водат како фонд билансно кај банките во банкарскиот кај деловна банка. И тие средства се чуваат на одвоени од средствата од активата на банките чувари на имот. Чуварите на имот се задолжени да го извршуваат трансакциите што пензиските друштва како асет менаџери или управувачи со средства ги даваат како налози за инвестирање на средствата. Кој е принципот? Значи, она што е одговорност за инвестирање на средствата и за управувањето со ризици и остварување принос е кај пензиските друштва. Пензиското друштво е она што се грижи за остварување и на уплатата на придонеси и за остварување принос на средствата. Кај пензиските друштва имаме управувач на средства, имаме middle office и back office, она класична инвестициски начин на инвестирање и немаат они допир со средствата. Имаат само управување, едноставно инвестирање на најдобар начин за пензиските фондови. Ги инвестираат средствата по принципот или трансакцијата прават банките кои се всушност чувари на тој биланс. Врз основа на налог што го дава пензиското друштво. Они ги анализираат финансиските инструменти, имаат своји управувачи со средства, имаат риск менаџери, имаат одредени дополнителни активности околу следење на законските лимити, усогласено со регулатива и врз основа на тие ги инвестираат, дават налози за тргување и преку берзите на домашните и странски, а сите налози за плаќање ги извршуваат чуварите на имот. Затоа е малце поинтересен делот за капитално финансирано пензиско осигурување. И сега, значи, вториот и третиот столб се управувани од приватни фондови, така? Приватни друштва за управување на приватни друштва, така. Пензиски фондови. Значи, вие конкретно се ми интересира и улогата на МАПАС, нели секој приватно друштво има на некој начин приватен одбор на сопственици и слично. Која е вашата улога тука во контрола на тоа, нели нормално се што е приватно, нели нема ни за ништо правило, но нели приватно друштво може да биде
некако да го гледа нели својот профит на страна од профитот на тоа што го представува на крајниот корисник. Вие највеќе функционирате во тој дел? Да, значи агенцијата е еден дополнителен механизам за сигурноста на пензискиот систем. Значи агенцијата е формирана како независно регулаторно тело. Значи вие сте во на некој начин финансискиот државно сектор. тело, Државно одржувано од приватниот сектор. Да, јавен државен орган кој е формиран од собранието на државата и кој се грижи за супервизија и регулатива на капитално финансирано пензиско осигурување, дава предлози за подобрување на системот за капитално финансирано пензиско осигурување и се разбира е задолжена за подигање на свеста за пензиското осигурување, посебно за капитално финансирано пензиско осигурување и кај членовите и кај јавноста. И сега кај нас она што е главно е дека се врши супервизија и врз основа на усогласеност регулатива. Значи за тоа ви кажам еден дополнителен механизам кој го има пензиското осигурување, постоењето на агенцијата која врши супервизија на дневна и на квартална и на годишна основа на пензиските фондови, пензиските друштва и чуварите на имот. Значи на тие три институции редовно се вршат контроли. Покрај супервизија што се прави врз основа на усогласеност регулатива, дали се усогласени по согласно законите и подзаконските акти, се врши супервизија и врз основа на усогласеност со оценка на ризици. Какви ризици постојат во посебно поединечно на микрониво, кај секој поединечен пензиско друштво и пензиски фонд и на системски ризик на целиот систем. Знаете, финансискиот сектор е доста, како да кажам, важен во една држава, така што овој дел за капитално е дел од еден поголем финансиски сектор кој го опфаќа и банкарскиот сектор, секторот за осигурување, пазарот на капитал, така што као регулатива е доста регулиран сектор кој е потребно за сигурност на членовите на капитално финансирано пензиско осигурување. Покрај тоа што имаме таква супервизија, се спроведува и офсайт супервизија, што значи тоа дека на дневна основа се прибираат податоци врз основа на побарани документи кои треба друштвата да ги доставуваат преку платформите дигитално до агенцијата и еднаш годишно се оди во пензиските друштва и кај чуварот на имот на ревизија на стратегиите на едноставно на управувањето со пензиските фондови на друштвата. Посебно, вие директно учествувате во тоа? Да, директно се разгледуваат управувањето, како се донесуваат одлуки и во рамките на компанијата и во рамките на банките и на посебно за делот за пензиските фондови. Така што тука се разгледува и од аспект на интерна ревизија, како се спроведува друштвата, како се управува со ризиците и во главном во неколку фази се врши супервизија на пензиските друштва и на ентитетите под супервизија на МАПС. И сега да се вратиме сакам пак на една основа. Мислам дека убаво ги обработивме трите столбови. Мене ми се разјаснија некои работи повеќе, верувам и на гледачите. Сега сакам уште една пак стартна точка да почнеме, а тоа е кога остваруваме право за пензија. Кој остварува право за пензија? Кога има пристап на парите од вториот, третиот столб, повлекување на тој капитал акумулиран, целата таа слика да ја представиме исто така најпросто. Добро. Заверувам за луѓе што не ја знаат. Да, добро, баш како последователно баш и следи, значи ако до сега и се уште ние сме во период на акумулација на средствата. Што значи тоа? Дека се уште големиот број на членови се млади и се работоспособни и работат во државата и се дел од работното активно население што уплаќа редовно придонеси и тие средства се оплодуваат. Значи тоа е период на акумулација. Но веќе имаме неколку случаи на период на деакумулација, односно имаме неколку членови, неколку веќе во бројка
која веќе ги користи благодетите од исплатата на деакумулација на нивните индивидуални сметки. Што значи тоа? Сега едноставно за капитално финансирано пензиско осигурување. И за првиот столб тоа е исто. За првиот и вториот столб е еден начин на исплата, а вториот е различен за доброволното. За третиот столб. Кај првиот и вториот столб принципот е да се исполнат условите за пензија кои се согласно законот за пензиско-инвалидско осигурување. Кога се тканеш 15 години, треба минимум? Така? Минимум 15 години работен стаж и исполнување на вториот услов е годините на возраст. Значи, стажот и возраста морат да бидат исполнети, односно 15 години минимум работен стаж, 62 годишна возраст за жените и 64 годишна возраст за мажите. Во тој момент, кога се исполнети тие услови, се поднесува барање до фондот на ПИО. Врз основа на тоа барање, фондот на ПИО за членовите на вториот столб изготвуваат решение и го пресметуваат делот на колку му следува пензија од првиот столб. И на тој износ на пензија му се исплаќа од првиот столб. Со тоа решение, веќе и тој дел ќе го автоматизираме, автоматски штом добие членот решение, да добие информација пензиското друштво кај што членува, кај што има индивидуална сметка, за да друштвото ја започне постапката за активноста за членот, за да почне делот за процедурата. Едноставно има една информирани ли се, како оди процесот на информирање некој од која ќе аплицира? Значи, која ќе аплицира во пензиски... Знае ли дека има и втор столб? Знаеме свеста кај нас, за жале, нели? Да. Тоа се, значи, како се поминува времето, сите стануваме се посвесни. Нормално е дека повеќе се информираат луѓето и ги знаат работите. Автоматски, штом добие средства и ние, бидејќи сме поврзани дигитално со фондот на ПИОМ, се менуваат статусите. Одма знаеме кој член има право да ги исполни условите за пензија. Во тој момент, пензиското друштво, кај што е член, има обврска врз основа на неговите средства да ги контактира сите пензиски друштва што постојат во сите деловни оператори, економски оператори. Колку нас има? Значи, моментално 3 пензиски друштва кои работат и со задолжително и доброволно, и едно кој работи само доброволно. Значи еве за јавноста, уште еднаш да ги повториме, иако сите верувам дека веќе знаат, значи тука ги имаме Сава пензиско друштво, потоа го имаме КБ прво пензиско друштво и Триглав пензиско друштво се друштва кои управуваат со задолжително и доброволно пензиско осигурување. И имаме четврто друштво кој управува само со доброволно, тоа е ВФЛП пензиско друштво кој управува само со доброволното пензиско осигурување. Со третиот столб. Значи, кај овие 3 пензиски друштва, што ви кажав, кога некој ќе исполни услови за пензија, еден од тие мора да ги контактира сите останатите пензиски друштва и да добие понуда колку одреден член ќе добие пензија. Врз основа на неговите средства, врз основа на проекциите на неговите средства за 10 и 20 години, врз основа на таблиците на морталитет и неговите финансиски показатели за каматни стапки и одредени формули кои се регулирани во регулативата, секое пензиско друштво му дава понуда на членот да избере која пензија му одговара. Значи, по основа на тоа, секое приватно пензиско друштво на кој начин го има своите финансиски планови, да, и колку се смета способно, дава таква понуда. Дава понуда, а понудата преку програмирани повлекување. Ја проследува директно пензискиот фонд. Пензискиот фонд кај што членува. Значи тука си има и тука членот си одлучува кое пензиско друштво сака да го избере за да му се исплати. Тоа е личен избор. Тоа е личен избор. Така и формиран капитално финансирано пензиско осигурување да има повеќе избори за да може да одлучи самиот член за неговата зависи која политика на која и врз основа на неговата одлука започнува исплатата на пензија и од вториот столб. Интересно е што вториот столб
може да се одложува исплатата на пензија. Значи, вие можете да се взимате само од прв, но поради тоа е веројатно, може 3 години се одложува исплатата од вториот столб. Со тоа што е веројатно законодавецот предвидел некои можности што може да се случат, например финансиски кризи, па може да паднат одреден износ на средства, па тука се дава како можност на членот да го одложи делот за исплата на пензија, но максимум до 3 години. После тоа автоматски се исплаќа и од вториот столб. За разлика од вториот и првиот столб, кај третиот... Значи, тие двата, првиот и вториот столб, сега да сумираме, значи се обврзани со условите што ги спомнавме на почеток, нели 62 или 65 години и 64, пардон, и 15 години работен стаж. Да. Тие два столба ги затворивме. Сега третиот столб, има разлика таму или? Да, мала разлика. Уште не да повторам дека сите членови на вториот столб ќе земаат пензија и од првиот и од вториот пензиски столб. Значи ќе добијат од два извора. За разлика од ова, третиот пензиски столб, сличен е моделитетот, има повеќе избори на исплати на програмирани, но тука предноста е што 10 години пред основните услови за пензионирање може да се подигнат средствата. Тука постои можности за еднократна исплата. Значи 10 години, 52 за жени, 54 годишна возраст за мажи, може да се подигнат средствата од доброволното пензиско осигурување. Тоа доаѓа 10 години порано. Порано може да се исплатат средствата и тука исто така е изборот веројатно кај исплатата кај членот што ќе биде кој може ги оплодува тие средства, веројатно и таму одлучува, иако немаме такво ограничување, секој може да ги премести. Во однос на модалитетите, и тоа е интересно да се спомне, модалитетите за исплата на пензии, моментално го имаме само програмираното повлекување, кој го исплаќа пензиското друштво. Значи, пензиските друштва, пензиските фондови исплаќаат програмирани повлекувања. Иако со закон имаме уште два модели, ануитети и комбинирано. Програмирано повлекување со ануитети. Кои се разликите? Се што се разликите, да. Тоа е интересно исто за јавноста и за гледачите. Кога имаме програмирани повлекувања, тоа значи дека вашите средства остануваат кај пензиското друштво. И како ви исплаќаат, секоја исплата, вашите средства се намалуваат. Така тоа е логички. Но тие средства истовремено се инвестираат. Со тоа што постои опасност одреден период вие да ги надживеете тие средства и после 20 години живот тие средства да ви се испразнат, но штом се испразнат, вие ќе земате само пензија од првиот столб. Значи тоа е регулирано. Тоа е регулирано. Со тоа што предноста на програмираните повлекувања е што во случај на несакан настан, на смрт, тие пари се наследни. Значи, се што ќе остане во пензиското друштво, во пензискиот фонд, тие се по принципот на наследство. Тоа значи дека и пред пензионирање, целиот овој период на акумулација, што ви го кажам, за жал, никој не сме имуни на дека никој нема да остане вечно на така што нема таков случај. Така што и во период на акумулација, ако за жал некој почине, тоа сакам да го кажам дека овие пари на индивидуалната сметка се наследни. Постојат два можности, или да се исплаќаат како семејна пензија, ако посака брачниот партнер да ги користи тие средства како семејна пензија, или ако се мали децата да ги користат тие за како семејна пензија, најмладиот член согласно принципите до 26 години. До 26 години ако учи и работи. Има многу случаи. Се уште малку сакам ова да го појасниме и сите работи се, значи разликата, значи програмираната пензија му доаѓа како еден вид на, нели, ајде најпросто да го објасниме како едно купче, точно прецизирано купче на пари, кое ти можеш да го одбереш како такво. Додека другото е нели да секој месец добиваш, не знаеш до кога, шо, како, дали тоа ќе го надживееш или слично. За првиот столб зборите или за третиот? Збориме за првиот столб. За првиот столб, така. Тоа е генерацијска солидарност. Тој ќе го добивате колку и да живеете, ги
заштитени сте со ризикот од долговечност. Ние го викаме ризик од долговечност, дека вие ќе можете да ги зезнете. Системот. Океј. Но така е формирана и нашата држава, социјална категорија, така што нашата една од карактеристики на државата е социјална грижа на населението, така што мора населението да биде сосема нормално, не само кај нас. Во сите земји во светот ви кажав дека пензиското осигурување е една од топ приоритетите за грижа за граѓаните. Сега, сам на некои конкретни прашања да се вратиме, што ги нели што се поставуваат као тези на тема пензија. Ме интересира како, што викаат статистиките, истражувањата на таа тема, например, како демографските движења влијаат на пензискиот, нели, на пензискиот систем како целина. Дали има таа теза дека ќе нема кој да исплаќа пензии, нели, че мислам тоа е секој втор го кажува, нели, тоа нема кој да исплаќа пензии. Како човека тука математиката? Математиката е многу сензитивна тема, значи тоа што го спомнавте и дали демографскиот ризик е голем и дали одржив пензискиот систем. Тоа е вечна тема. Веројатно тоа се разговарало во држава уште со самото самостојување на државата. Значи ви кажам, 91 кога почнало, темата за пензиско осигурување е тема која ги оптеретува сите политички гарнитури во континуитет. И сите им даваат приоритет и во континуитет веќе имаме консензус во однос на пензиското осигурување. Што значи тоа? Значи и пред да се воведе овој тростолбен систем, показателите покажувале дека демографската ситуација не е поволна од аспект на тоа што имаме зголемување на старење на населението, луѓето се подобро живеат, подобро се хранат, подобра фармација, веќе гледаме дека има, и тоа значи дека луѓето многу долго остануваат во пензискиот систем. Од друга страна, она што и на почеток го загатнавме, дека стапката на фертилитет, односно на живо родени деца се намалува, негде 2023 е негде 1,48 на родилка. Тие се показатели за колку тие ќе бидат активно работно население во иднина. Така што тие показатели кажуваат дека и покажували и претходно дека се фактори кои треба подобрување на системот за пензиско осигурување. Затоа и се превземени овие активности на формирање на тростолбниот систем. Цело време тоа се обидувам да ви кажам дека демографските ризици го оптеретуваат само првиот столб. Да. Односно, тука зависи дали ќе има доволно активно работоспособно население кој ќе придонесува за тековните пензионери. Да, месец за месец, што би се рекло. Месец за месец, што би рекле. Да. Но, ајде да речам, тоа што имаме предност у нашата држава е формирањето на вториот и третиот столб, каде што ризикот од демографскиве ризици не го засега, но тука имаме засега индивидуата, да, бидејќи си има приватен капитал. Но тука имаме па други фактори. Тука е насоката на капиталот. Кој колку индивидуално партиципира во неговата индивидуална сметка, со колку средства се оплодуваат тие средства и како растат тие средства. Но тука, за жал, во вториот, никаде во системот или во држава или на секој на индивидуално не постои безризичност. Апсолутно. Така што овие ризици што се во вториот и студиот од пазарот. Се ризиците од пазарот, точно. Значи, разбирате каде како држава ги имаме заштитено пензискиот систем. Значи, од една страна заштита од демографските ризици, од друга страна преку првиот столб заштита од пазарот на капитал. Но таа комбинација дава една сигурност за стабилен пензиски систем кој им дава сигурност на идните граѓани, на моменталните граѓани кои Секоја сме кај демографија, исто така сакав нели се надоврза уште едно прашање околу старосната граница за влез во пензија. Дали таа ќе се зголеми, бидејќи
нели самите статистики укажуваат некако на тоа. Ајде гледај како општо гледате на тоа која е политиката од запад кога одат луѓето во пензија. Тоа е некако логичен след на настани на ова се за некој одржување на првиот столб, веројатно, или можеби грешам? Не, сосема сте во право, која е тема која и неодамна се актуализира. Една институција моментално се на 62 со можност за продолжување до 3 години максимум. До 3 години, за одредени професии. Но ова е стварно исто, и ова е сензитивна тема која се е сензитивна. Сад јас не верувам дека толку ќе збориме, инаку збориме речиси еден сат. Навистина? Да. Немам таков печаток, искрено да ви кажам. Да, и мислам и милион теми се има на милиони што да се надврзам секој за столбовите кои зборуваме. Уште не сме стигнали до финансиска едукација. Да, уште не сме стигнали до запад како стојам, веќе и привршуваме со времето, така што ова се околу ме интересира да го завршиме за старосната граница, пошто интересна тема многу. Да, значи тоа го актуализира една институција која сите се навлекоа на тоа околу зголемување на старосната граница. Иако два предлога беше што беше даден. Од една страна зголемување на старосната граница, од друга страна зголемување придонесот што треба да се уплати. Она што правевме моабет 18,8, предлогот беше да биде 19 или нешто над. Но не е тоа главно. Она што би сакал да истакнам, она и претходно што кажав, секојато вие поединечни мерки е мерка само не е мерка само по себе. Таа мора да биде некој сет од мерки системски за кој едноставно ќе има консензус и едноставно институциите во системот ќе се согласат. Значи ние сме под мониторинг покрај на домашните институции и на меѓународни институции. Нас не мониторира постојано Светска банка како систем на тростолбен систем. Така што зголемување на старосна граница ќе дојде врз основа на анализите и проекциите кои ќе ги видиме во пензискиот систем. Така што една мерка не може да се донесе како адхок решение за да го подобриме системот. И да речеме готово и више нема со ова веќе. Но мора да има согласност и консензус помеѓу институциите. Се дека има разлики и вакви дебати и веројатно ќе имаме и многу уште, иако се уште имаше и јавна дебата и разговор за тоа, се уште видовме дека и извршната власт, и синдикатот реагира дека не е фер за моменталните работници. Но што и да се одлучи, тоа нема да биде врз основа на денес за утре решение. Не само кај нас, и во другите држави, кога се имплементираат вакви мерки, тоа се оди во континуитет во многу подолг период. Например, зголемување на неколку месеци, например 3 месеци, во наредните 2 години ќе се зголеми, или наредната година, па послед за 2 години уште за 3 месеци. За да едноставно и бизнис секторот се прилагоди на новите промени. Да, Ниедна мерка од пензиското осигурување не е дошла од денес за утре. Секогаш потребно е покрај институциите да се прилагодат во однос на формулите. Сепак имаме ние работници кои работат 40 годишна стаж. И вие ако им зголемите години на стаж, 3 месеци многу е. Тек уште неколку години, потоа имате луѓе со бенефицирани или професии каде што е тешко вие да им зголемите години на стаж, кај што е невозможно. Затоа многу широка тема и не е така едноставно, многу е сензитивно прашањето, едноставно да речам да или не, нема да се зголеми или ќе се зголеми. Тоа е сет на мерки кои владата моментално работи на неколку работни групи кои ги има воспоставено. Се бават како МАПАС учествувате во тој? Учествуваме во сите, заедно со Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за финансии
Има и други институции кои се засегнати и ги разгледуваат. Но секогаш е под присмотра, како што кажав, на меѓународните институции, посебно на Светска банка, на сите состаноци кои редовно се разговараат, и една од темите е и ова. Така што и да се одлучи, секогаш е нешто што ќе биде со консензус на јавноста и на политиката. Така, сега пред да ти се благодарам што дојде денес, што ги офативме овие теми, ќе ти поставам уште едно прашање пред да го ставиме некако, да сумираме се ова. Ме интересира за младите, нели ние како млади сакаме општо транспарентност и општо да се зборат транспарентно овие работи, да знаеме, нели и ние допринесуваме, сите голем дел од младите работат, секој треба да знае што се случува со тие средства, како и разговор што го направивме, затоа сум искрено задоволен. Што треба сега еден млад човек да направи онака, нели како ние младите сакаме да кажеме go to метода за да направи по прашање, нели пензијата, веќе денес по разговор сватив дека пензијата не е баш разговор за старост, повеќе е разговор за сигурност. Така. Не е од таа страна се гледа. Што може еден млад да направи? Една порака за крај спрема истите. Добра, вака ќе пробам да сумирам. Значи, младите што треба да направат? Едноставно да го следат, едноставно, како што кажав и со првото вработување, да бидат свесни дека влагаат во, еве да кажам, тростолбен пензиски систем. Да се свесни дека кога подпишуваат договор за вработување, да се свесни на кој износ се договараат со својот работодавач. И дали на тој износ се уплаќаат придонеси. Значи, тоа значи вториот елемент, да бидат свесни во кој пензиски фонд се зачленуваат. Бидејќи сите нови и сите помлади од 40 годишна возраст се задолжителни членови во пензискиот систем. Тоа е гарантирано. Но да бидат свесни дека со оваа флуктуација на работни места мора да бидат свесни дека работодавачот редовно им ги уплаќал средствата во вториот столб. Бидејќи ако покосно го средите, ги видите дека одредена компанија отишла у стечај и вие не можете тоа право да си го стварите како право за иднината. Потоа да си ги знаат правата и обврските од членувањето, да знаат дека можат во секое време, али до 2 години без надоместок, дека можат да ги трансферираат средствата помеѓу фондовите. Ако некој не е задоволен од приносот што му се остварува пензиско друштво, може да се исконтактира со пензиско друштво. Кои алатки ги има за да ги проверуваат и работи, да ги прати? Вака сега, има алатки неколку. Сега со дигитализацијата многу отидовме напред. Дури, еве ке кажам, и на нашата агенција има портал каде само со внесување на матичниот број ви дава информација во кое пензиско друштво сте. Автоматски се знае, таа е лесна информација која може да знаете, а штом ќе проверите тоа, веќе лесен, имате директен контакт до пензиското друштво за да видите и како ви се движат средствата. Веќе трите имаат воспоставено и апликации на мобилен телефон. И да ти стигаат нотификации кога некој работодавач веќе ти уплатил придонеси, веќе знаеш како се движат тие средства. Потоа, имаме достапности на веб страни и ги користиме социјалните мрежи за подобар пристап до членовите. Како што кажав, имаме неколку активности кои во текот на годината ги спроведуваме и ние и пензиските друштва. Тоа е глобална недела на парите во првиот квартал на годината. После го имаме Ден за пензиска свесност, ние го одбележуваме 15 септември како МАПАС, каде исто така придонесуваме за подигање на свеста за пензиско осигурување. И сега сме во период, еве и во овој момент, третиот, четвртиот квартал, каде што е за финансиска писменост, каде ги спроведуваме активностите во координацијско тело, каде членува агенцијата заедно со Народна банка, агенцијата за супервизија на осигурување, Комисијата за хартија од вредност и Министерството за финансии, каде што и преку вакви активности секоја индивидуална институција се гледа изнаоѓа начини да допре до населението. За финансиска инклузија и за финансиска писменост, а ние посебно како МАПА за пензиска свесност. Ако ги поминеме таа градација на пензиска информираност, писменост и
и пензиска свесност ја дава таа една финансиска, посебно пензиска инклузија за членовите. А она што би го кажал за крај е стварно дека секој индивидуално, сепак бидејќи млади луѓе, ама не само млади, возрастни, секој индивидуално сме одговорни. Така што информирајте се, би дал пораката, вклучете се, размислувајте долгорочно. И она што е најбитно е да се доедуцирате, да се дообразувате за да имате повисоки приноси и повисоки плати за идни пензии. Се разбира дека иднината не започнува со пензионирањето. Туку започнува со денес, со одлуките што ние ги донесуваме од денес. Не можам ја да се вратам како човек, сега да се вратам 20 години покасно, ајде да ја уплаќам сега во пензиско. За жал не може тоа. Затоа секој индивидуално мора одлуката да донесе денес за да има за иднина. Супер, значи јас мислам дека супер опфативме убав дел и мислам дека ги информиравме доста темелно за работиве, поготово таа моја генерација што не знаеш, јас денес буквално зборев како некој што не знае нели работи. Сите ние сме сме чуле, не сме дочуле. Тоа ни е некако својствено за општо за нас. Интересни работи, верувам дека има и за втор дел, можеби по надлабоко да се влезе во себе, и пак огромен систем, мораше малце делумно и површни да бидеме. Да. Така што мислам дека супер го сумиравме разговорот. Да, пензискиот систем е еден од најсложените системи, не е едноставно. Не е едноставно, многу теми изгледа пропуштивме. Ние сме веројатно и на нивото на кога сме финансиски едуцирани, треба да почнеме секогаш, јас тоа го кажам, на кој тема зборам со некој тука, почнеме од две работи да научиме, па после натаму ќе си дојде време за се, нели на нас младите да покажеме иницијатива за да слушнеме поише на тие теми. Да, но ме радува дека има и лица и што се интересираат и ги знаат работите, но сепак има и такви лица што. Значи сумиравме на кратко, проверете, размислувајте за повеќе, информирајте се, нели не за староста, туку за сигурноста, кој што спомнавме. Дарко, фала ти многу што беше гостин, ова ми е 60-та епизода, јубилејна. Секоја јубилејна ми е некако специјална, како и секој општо, но нели јубилеј си е јубилеј. Фала ти што беше со мене денес. Представува чест и со ваков јубилеј. Честа беше моја. Вам уште многу така вакви спроведувања на подкасти, така што остануваме во контакт за сите прашања што ќе ги имате или ќе можеме да ги одговориме. Сите кои имате плюс прашања, исто така може да пишете во коментар, ќе се договориме кој како ќе одговара таму, за да може, ако има некои дополнителни интересни прашања, исто на Mapas, ќе имате линк до нив. Сам да се заблагодарам на сите, на секој еден од вас што остана овие 63 минути заедно со нас. Тоа е тоа за оваа епизода, до следно гледање, пријатно.